На средствата за јавно информирање, дозволете денес да го соопштиме нашиот став за резултатите од претседателските избори по првиот изборен круг. Коалицијата за позитивна Македонија изразува загриженост за слабиот одзив. 48% од нашите граѓани излегува на избори. Заклучуваме дека тие беа незадоволни од понудата. Уморна е Македонија од бипартизмот кој е форсиран 23 години. Затоа очекуваме дека во вториот круг, повлечени од позитивната кампања на Коалицијата за позитивна Македонија, ќе има многу поголем одзив. Ги покануваме сите оние кои сакаат во Македонија да се случат позитивни промени, да гласаат за Коалицијата за позитивна Македонија. Пред се, им се обраќам и на оние кои се разочарани од вчерашните резултати. Им се обраќам и на неопределените, кои немаа понуда на претседателските избори. Убедени сме дека тие ја препознаа економската програма на нашата Коалиција за позитивна Македонија и дека ние можеме да бидеме најпријатното изненадување на 27 април. Имаме намера со нашето учество во идната влада, ако не може сега да се промени власта, ние да дадеме придонес да се промени начинот на владењето. Ви благодарам. Има ли прашања, повелете? Ние прецизно правевме анализи и го погодивме изборниот резултат. СДСМ имаше кандидат кој во овој момент вреди повеќе од тоа што го има како понуда СДСМ на пратеничките листи. Наша проценка е дека овој резултат говори дека и понатаму ВМРО-ДПМН влегува како голем фаворит на парламентарните избори, но од друга страна оставен е сериозен добар простор за нашата коалиција, за коалицијата која формиравме ние од Алијансата за позитивна Македонија и партијата на обединети пензионери и граѓани на Република Македонија да влеземе во парламентот со пратеничка група. Добро ќе биде тоа за Република Македонија. Република Македонија и досега виде како владеат ВМРО-ДПМН и ДУИ на таа коалиција и треба трет партнер кој ќе ја смири Македонија, кој ќе ја помири и ќе обедини Македонија околу економски проекти. Ако останат единствени партнери ВМРО-ДПМН и ДУИ, тоа не е добро за Република Македонија. Нивниот национализам, на моменти шовинизам, ги загрозува стратешките интереси на нашата држава. Ви благодарам.